Скандал во просториите на Македонска навигација. По пресконференцијата на синдикатот на која беше обелоденето што се случува со вработувањата во институцијата, неколку лица влетеле во објектот и нападнале контролори на летање. За ова на социјалните мрежи објави првиот синдикалец на Македонската навигација, Александар Тасевски. Возилата влегле без да бидат спречени од страна на обезбедувањето, кој е од надворешна фирма на која според наши сознанија и е истечен договорот од пред известно време, а немаме информација дали им е продолжен повторно. Од друга страна не реагирало ни обезбедувањето на МНАФ, кое се наоѓа во самиот објект. Овој акт на насилство не само што представува закана за секој еден професионалец во контролата за летање, туку и за безбедноста во авиацијата, кога секој еден може од надвор да влезе во објектот и да нападне вработени кои во тој момент извршуваат работни обврски. Неофицијално станува збор за лица од Скопски Чаир кои се поврзуваат со ДУИ. Тасевски вели дека случајот е пријавен во полициска станица Петровец, а информирани се и министерот за транспорт и врски и министерот за внатрешни работи. Претходно, на пресконференција од синдикатот информираа дека најмалку 20 до 30 луѓе, контролори на летање и техничари, ќе почнат со депонирање на оставки и со повлекување од работните проекти настрана од 5 инженери и раководители кои на 31 декември си поднесоа оставка. Сослушувањето во полициска станица на првиот синдикалец на Македонската навигација Александар Тасевски не ги заплаши вработените да најават и можен генерален штрајк и целосно затварање на воздушниот сообраќај во земјава. Синдикатот побара вклучување на трудовата инспекција и антикорупцијската комисија, како и сите други надлежни институции. Причините кои ја доведоа ваквата состојба во Македонската навигација се контроверзни одлуки за вработување во оваа компанија. Целата наша активност дефинитивно ќе тераме таа насока. Као што направи притисок што го направи, а само направи дополнителен револт да вработените од ДК професионалците се здруживе се повеќе и повеќе да заедно ја истераме работата како што треба да биде до крај. Синдикатот доби поддршка и од Сдруженијето на контролори на летање. Жално и срамно е што покрај сите заложби кои се во насока на обезбедување на највисоко ниво на услуги во воздухопловната навигација, директорите на МНАФ решаваат на ваков начин да вршат притисок врз председателот, членството на синдикатот, а со тоа и врз сите контролори и помошници контролори на летање, чие единствено барање е нормални услови за работа во секоја смисла, за да можеме да ги постигнеме целите кои ни се доверени како чувари на нашето небо. Додека техничкиот персонал во Македонската навигација обвинува за партизација и вработување на нестручен кадар и поништување на последниот оглас, директорот на компанијата Фадрухин Хамиди вели дека целиот процес бил согласно закон.